Дали си милионер ти? Пари што можеш денеска или за 2-3 дена да ги извадиш и да ги имаш во купче пари. Да ги скешираш. Да ги скешираш. И зашо сметаш, кажи ми, милион денари, дека можеш да даеш на еден средношколец, што се дешава со милионер МК? Во вкупно 4 бизнес ангели земав 1 милион денари инвестиција, успеав да ги претворам во не еден успешен бизнес, него 3 бизнеси кои генерираат годишно над 1 милион евра сега. Евра. Има смисла? Има смисла, да. За патека права поема нема, мислам дека нема. Ние сме оние кои ги сетираат трендовите. Првата генерација на студенти што излезе 100% вработени. Тоа што би ги советувал е да отидат all-in на вештачка интелигенција. Човек се појавува на работа, отвара компјутер, отвара мејл и отвара ејр. И тоа. Здраво, дечки, јас сум Горијан и ова е првата епизода од NU Stars, односно од мојот дел кај што ќе разговараме за бизнис со предприемачи, со успешни луѓе од Македонија. Денеска со мене е тука Петар Ниновски, основач на Brainster групацијата и ќе ми раскажува денеска за неговиот пат до успехот и како успеал ова се да го изгради. Добар ден, Петар. Добар ден. Би започнал со тоа што би сакал да ми кажеш. Сите ни раскажуваат како е да се успее во животот. Ти сакам да ми кажеш како е да фейлнеш. Окей, неколку работи. Претпоставувам првото е наоѓај изговори за твоите неуспеси. Значи што и да сгрешиш, каде и да не си успешен, најди изговор дека некој друг ти е виновен за тоа. Тоа е првиот чекор што можеш да го направиш. Втора работа е не ги исполнувај целите и задачите кои ќе ветиш дека ќе ги завршиш, така да направи луѓето да не може да се потпрат за тебе, тоа е уште еден сигурен чекор за неуспех. Не учи нови работи, а светот толку брзо си менува, ти остане на старите учебници. Четврта работа е слушај ги другите луѓе околу тебе цело време. Да. И не што ја се обидеш да направиш што има еден куп поише знаат тебе. Да, има еден куп луѓе околу тебе што ќе ти делат совети или ќе ти кажуваат зашто нема да успееш. Послушај ги, што ја ти кажат, послушај ги другите. Сигурно се управа. Не си го слушај срцето, слушај ги останатите. И гледај, зашто и да направиш нешто големо во животот, има 1 милион пречки по патот, така да гледај да се откажуваш на првата пречка, тоа ти е уште еден сигурен чекор како да успееш. Така да претпоставам уште неколку работи може да ми текнат, меѓутоа овие 5-6 чекори ако ги следиш, ти гарантирам дека нема да успееш во животот. Да. Кога сме више таму, кажи ми кој е најглупавиот совет што го имаш добиено од тој тип на луѓе? И дали си сретнал до сега таков тип на луѓе? Да, апсолутно, нели чести се тие луѓе, особено во нели бизнис и предприемништво има можеме многу често да се ги среќаваме тие луѓе што се оние гуруа во бизнис или оние што делат совети, особено на млади луѓе што мислам дека се многу штетни за младите луѓе, кои ќе го погледнеш нивното портфолио не успеале ништо во животот, они се родени успешни и знаат да делат совети, меѓутоа ништо конкретно не направиле во животот, така да тоа треба да ни биде првиот филтер за да сватиме од кого ќе примаме совети, од кого не, така да они се дели имаат лепеза на совети кои ги доделуваат ги даваат на сите, меѓутоа на често што го слушаме што ме е многу смешно е дали за да успееш во бизнисот, вработи паметни луѓе. А у мојава глава си викам дај ќе вработаме на група на неспособни луѓе и со нив ќе градам бизнис. Да. Нормално да ќе вработам паметни луѓе. Така да треба да ни биде филтер од кого примаме совети, да се заштитиме од такви луѓе кои нели се експерти во повеќе полиња и даваат едни исти совети или лепеза на совети за било кој кейс што мислам дека е навистина погрешно. Да. Добро, кажи ми више кога сме кај советите, кажи ми некој совет што би го дал ти и што би сакал многу да го знаеш кога би бил средно, а во моментов на средношколците би им помогнал многу и би имал позитивно влијание за понатамошна надградба на своите знаења и слично. Па знаете што често се на почетокот се плашиме од неуспеси, после тоа сваќаме дека неуспесите се само нели патот до успехот. Тоа што последно време многу ми се врти во глава е дека сигурно првиот обид ќе ти биде неуспешен, сигурно 100-тиот обид да направиш нешто ќе ти биде успешен. Да. Така да тоа ако има во средно најверојатно
ќе се мотивирав малце порано да започнам на бизнис. Така да предпоставам тоа е уште една работа што ако ја разберав многу порано е дека и тоа го правам последниве години станувам подобар, односно учам работи во кои се осеќам и природно во наводници добар. Значи добар сум во стратегија, не сум добар во пишување на контент. Затоа ќе се опкружам со луѓе кои се добри во работите во кои јас сум лош, ќе станувам подобар во работите во кои сум природно добар. Тоа пред некоја година пробав да го практикувам. Затоа што во некои работи, да речеме, во кои се осеќам природно добар, секоја секунда, односно секој ден посветен на учење на таа работа, станувам многу подобар, наспроти, да речеме, во пишување на контент, во пишување на содржина, да ги имам најдобрите консултанти на свет, мислам дека за неколку години можам да станам просечен, меѓутоа не надпросечен. Така да тоа е втор совет кој малце доцна во животот го научив, меѓутоа доволно го користам последниве неколку години. Да, а кажи ми, више кога сме тука, кај тоа човек еден да знае се и слично, дали сметаш дека егото кај голем дел од предприемачите и тоа што сметаат дека они знаат највише у било која сфера, влијае да ги однесе до комотно, можам да кажам, никаде, и тоа да биде еден вид нивниот, како да кажам, downfall и пропаѓање на бизнисот? Знаеш што, Горјан, да речеме, многу сакам да работам со луѓе, ама не ме прекинувај на пола, многу сакам да работам со луѓе кои сметаат за себе дека се најдобри во тоа што го прават. Меѓутоа истовремено, истите тие луѓе постојано се во криза дека не прават доволно. Секој ден сидат дома несрекни дека не завршиле доволно работа. Значи таа комбинација да за себе да мислам дека сум многу добар, дека сум најдобар во тоа што го правам, постојано да завршувам, да постојано да имам потреба да направам повеќе, тоа е искомбинирано со како би било на македонски, со конзистентност, односно со истрајност, мислам дека е формула за успешен човек. Така да пробувам кога вработувам, особено луѓе да ги пробам да ги најдам овие луѓе кои за себе мислат дека се најдобри. Замислете да ми одговорат на прашањето зашто мислиш ти дека си најдобар во ова, или дали мислиш дека си најдобар во ова што правиш? Да, зошто? И да ти даде објаснување зошто. Меѓутоа тој истиот човек да не биде само, нели, најдобар сум, па нема потреба да правам многу, не, најдобар сум, меѓутоа постојано мислам дека можам да направам повеќе, тоа е според мене добра комбинација тоа се добри квалитети на човек. Друго, би сакал да ми кажеш, кога сме веќе кај вработување луѓе, колку вработени има во моментов Brainster групацијата, цел под Brainster групацијата спаѓаат Brainster Next факултета, ENU Академијата за средношколци и EA at Work. Моментално сме околу 65 до 70 луѓе, зборам за full-time вработени и уште повеќе од 100 во моментов инструктори и професори кои се на part-time ангажмент кај нас. Сме прилично мала, не многу голема организација, меѓутоа сакам за луѓе во наша организација, навистина мислам дека се вистинските оние A players кои споредано со добри луѓе мислам дека може да извадат неколку пати повеќе output работа од добри луѓе, не зборам просечно. Не знам, тоа се реално многу голем број на луѓе, мислам, голем број на луѓе релативно во Македонија што имаат извадено одлични резултати, што целата групација има донесено на едно големо ниво реално, посебно во мојот свет, кај моите, како би кажал, што ги знам луѓе, момци, девојчиња што многу зборат за Brainster, за AI at Work, зборат за Next, во последно време, последно 5-6 месеци многу слушам дека зборат за академиите. Така да сигурно носат многу пари. Би сакал да ми кажеш дали си милионер ти? Милионер сум. Да. И кажи ми што значи да си милионер? Како ти влијае на размислување? Како се однесуваш со парите? Како
сметаш ли дека другачија перцепција имаш за парите и слично, кога имаш верувам дека тие не се сите пари кеш или се кеш? Не, па ја милионер сметам за човек што има ликвидни милиони. Ликвид, аха, така окей. така тој е милион, иначе милион вредност секој ќе собере милион вредност од ниви, Добро, куќи, таш, згради уше и така поинтересно, натаму. уше Така поинтересно. зборам за ликвидни средства. Ликвидни средства да им објасниме на средношколците, ликвидни средства се пари што можеш денеска или за 2-3 дена да ги извадиш и да ги имаш во купче пари. Да ги скешираш. Да ги скешираш, ајде со твојот јазик. И мислам дека еден, барем во мојот случај беше еден пресврт, затоа што доаѓам од прилично сиромашно семејство и пресвртот се случи, кога се случи таа, да речеме, финансиска независност, односно кога почнав да правам повеќе пари месечно, многу повеќе пари месечно од оние што од трошоците што ги имам во текот на месецот, кога почнав да ги користам парите за инвестиции, за отварање на нови бизниси, за инвестирање во други бизниси, за инвестирање на берза, за експириенс, за искуства и така натаму и така натаму. Мислам дека таа беше она летвичката што мене ми помогна кога ја прескокнав од другата страна, веќе престанав толку да размислувам на пари како туку повеќе како средства за инвестиции, средства за правење на нови работи, средства за да инвестирам во млади луѓе и така натаму. Така да претпоставувам и ке сите тоа на таа летвичка веќе на таа граница што ќе се поставиш веќе врската со парите не е иста како претходно. Претходно ти требаат за да си ги платиш месечните трошоци, така, а сега ти треба да инвестираш. Голем дел има во Македонија, верувам што се од таква ситуација. Сакам да ми кажеш, овој мене ме интересира, би правил муавет и за берза, ама тоа ајде ќе го оставиме за некој друг муавет. Дали е вистина дека тешко е до првиот милион да се стигне, а до вториот, третиот, десетиот многу полесно? Доека не почнеш да прави нешто, доека првиот бизнес не почне да ти генерира повеќе од 1 милион евра, мислиш дека е тешко, меѓутоа после некој време сваќаш дека и не е толку тешко. Барам за 1 милион или не знам од 0 до 10 милиони. Претпоставам треба доста работа да ги направиш како што треба за да функционира нештото, меѓутоа ако решиш, можам да гарантирам дека се откажувам во наредните неколку години од се останато, се откажувам од живот и сакам за 2-3 години да стигнам до првиот милион, мислам дека можно е за 2-3 години тоа да се деси. Можно е за една година, можно е за многу помалку, така да. Во моја глава сега, претходно не размислував така, меѓутоа во моја глава сега е дека е полесно отколку пред да достигнеме таа цел, пред да достигнеме милионот, не изгледа многу потешко. Кога сме више кај милионот, Петар, сам да ми кажеш што се дешава со милионер МК, го организира Brainster Next и NU Академијата, како го гледаш тоа и како можеш и зашо сметаш, кажи ми, милион денари дека можеш да даеш на еден средношколец и дека може нешто да направи со парите и слично. Океј, значи ќе да вратам наназад 10 години, меѓутоа тоа што одлучивме сега да го правиме, ова важи само за средношколци, не е милион евра, туку милион денари. Денари. Решивме да дадеме на недобрата идеја на средношколци, на тим на средношколци или на тим на средношколци да доделиме 1 милион денари. Ќе ви кажам малку повеќе за надпреварот, меѓутоа зошто решивме ова да го правиме. Ако се вратиме назад во 2015 година, година дена претходно до 2014, тоест баш до 2015 година работев во корпорација, во тој свет, меѓутоа видов една можност на пазар која можеше да биде отворена во бизнис, меѓутоа немав доволно пари за да започнам тој бизнис. Немав од кого да се зајмам, меѓутоа разбрав дека постојат бизнис ангели кои инвестираат во бизниси, ги најдов тие неколку бизнис ангели и од вкупно 4 бизнис ангели земав 1 милион денари инвестиција за 30% во бизнисот, во мојот бизнис. И тие 1 милион денари тогаш
успеав да ги претворам во не еден успешен бизнис, него 3 бизниси кои генерираат годишно над 1 милион евра сега во моментов, да. У евра. Меѓутоа 1 милион денари беше инвестицијата од нивна страна и си ветив дека кога ќе бидам во можност ќе ја дадам оваа иста шанса и на други луѓе, на младите луѓе, бидејќи таа шанса мене ми помогна да го изградам овој бизнис и затоа одлучивме да тие 1 милион денари да не бидат инвестирани во било кој тука да го направиме во форма на надпревар, кој надпревар е моментално во тек и оние што се средношколци, значи само за средношколци, може да аплицираат на millionaire.mk со својата идеја и за оние најуспешните после неколку фази на надпреварување, за оние најуспешните ќе дадеме 1 милион денари во форма на поклон, нема да земаме еквити од бизнисот, па они ќе одлучат што ќе прават понатаму. Моето размислување е дека ова награда ќе даваме секоја година. Моето, да речеме, крајна цела е мојата желба да се случи. Не сум сигурен дали некој од овие луѓе кои ќе освојат тој милион денари дека ќе направат нешто. Не можам да гарантирам, меѓутоа не се ни многу грижам за тоа. Повеќе ми е во крајната цел ми е ако успееме да создадеме не знам, да дојде секој септември и во септември да почнат луѓето да се групираат, да знаат дека ќе дојде во ноември идејата да биде да знаат дека ќе дојде октомври, дека ќе го отвориме надпреварот и да им влезе во секој дневието, да речеме септември да биде месецот за средношколци, дека ќе ги генерираат идеи, ќе се собираат во групи и најмногу ги сакам оние кои од без дека не смим го даде нив милионот, ќе направат бизнис да ми докажат мене дека јас сум требал нив да им го дадам тој милион. Така да тие ми се најсладки приказни, така да сакам да ми некој од нив да ми се јави за неколку години да ми каже сгреши што не инвестираше во нас, така да тие сакам тие приказни да излезат од средношколски клуби, зашто моето размислување е дека за жал во образованието не им даваме не само вештини за предприемништво, не им даваме ниту кураж за да направат нешто, не им даваме мотивација, не им даваме шанса, не им кажуваме доволно често дека треба да веруваат во себе, дека можат све да направат, туку напротив дека треба да бидат во калапче како сите останали. Така да мислам дека овој надпревар може тоа да направи на многу долг рок. Ако успееме тоа да го направиме за 10 на години од себе, мислам дека ќе направиме реален придонес за таа група на луѓе. Да. Кога сме више тука, ние успеавме да исконтактираме еден од пријавените за Милионер МК настанот и би сакал да се слушнеш ти на телефон тука во моментов и да видиш совет да даеш некој кај би можеле да се подобрат. Ајде. И да видиш што ќе ти кажат. Ајде. Така да режија телефон. Ево го бројчето. Да видиме што би рекле, што ќе кажат. Ало, здраво. Здраво. Петар на телефонот Brainstar. Ако може во не знам во 30 секунди да ми испечираш идејата. Идејата се вика Youth Skill Hub и тоа ќе е онлайн маркетплейс наменет за тинејџери од 13 до 19 години. И тој му возможува безбедно да нудат и продават како своји дигитални услуги, како дизајн, монтажи, пишување, разни таленти кои ги имаат, може да ги понудат на таа платформа. И платформата вклучува родителски надзор и сигурен систем за плаќање, а целата е да ги поврзе младите таленти со реални клиенти и можности за заработка. И тоа потикнува предприемништво и дигитални вештини. За младите. Значи ова е како Upwork, меѓутоа за помлада генерација, така? Предпоставам како тоа. Да. Супер, окей. Мислам дека е добра идејата. Имаш тим или сам си во со идејата? Со идејата бев сам, но сега пред ден-два се го вклучив и другар ми. Супер. Сакаше и тој да учествува, му реков, викам, ако сакаш може. И сега тој е дел за маркетинг. Супер, одлично. Значи веќе имаш поставено, веќе имаш аплицирано, веќе имаш поставено идејата на Милионер МК? Да. Да, супер, одлично. Ајде ти посакувам успех и доколку помине во следната фаза се надам дека ќе ве запознам. Иначе одлична идеја. Размислете на
на една работа, не треба да ви пречка, меѓутоа размислете нели како ќе го вршат компаниите, ако компании се луѓето од другата страна на маркетплейсот, како ќе го вршат плаќањето, се нели малолетни лица, меѓутоа спомнаш родители, така да пробај да го одговориш ова прашање, бидејќи ако поминеш во следна фаза ќе има инвеститори и луѓе што можеби би те прашувале за некои вакви работи, окей? Океј, благодарам. Би сакал да ми кажеш дека реално постои ризик кога си милионер да ги изгубиш парите и слично. Ако утре изгубиш, ако изгубиш утре, кажи ми што би направил за една година да пак да станеш милионер и милионте евра да ги вратиш. Океј, вака ќе пробам да дам совет што ја би направил, меѓутоа да пробам пасам да спакуваме некој совет што би бил корисен за сегашниот. Генерално, да. Да. Значи, нели ќе ми остане репутацијата, ќе ми останат вештините што ги имам, и мислам дека не е голем проблем ако изгубам еден предност имаш више евра. Така да тоа што би го направил сега во моментов, нели сите знаеме што се случува со вештачка интелигенција, сите знаеме какви се потребите на компаниите во делот на вештачка интелигенција. Ние успеавме баш со AI at Work за многу кратко време, за помалку од 2 месеци да почнеме да работиме за повеќе од 85 компании, така да потребите се тука. Тоа што би го направил сега, немам ништо, немам пари, немам тим, не можам никој да го мотивирам да работи за мене. Сам си од нула. Сам сум од нула, можам телефон да се заемам од некој, така да се снајдеш, ќе се заемам телефон од некој, ќе се јавам на минимум, ќе се јавам на 100 предприемачи што ги знам, бизнисмени што ги знам, и тоа што би им го кажал е: дозволете ми да дојдам кај вас во организација, не ви барам пари. Да дојдам кај вас во организација и да со помош на вештачка интелигенција да ви автоматизирам процес, да оптимизирам некој workflow, да пробам да ви направам реална заштеда во бизнисот. Што и да успеам да ви направам, да земам 50% од тоа што ќе успеам да ви заштедам. За месец дена мислам дека ќе имам доволно 3-4 проекти, ќе имам доволно за да вработам неколку луѓе. Да. Знам кои луѓе ќе ги поварам, ќе им се јавам на моите луѓе со кои се работам. Ќе им кажам дека се враќам од почеток, ќе им дадам 50% од бизнисот. Тие 3-4 проекти ќе ми бидат доволни за да стигнам до следните проекти. За пола година претпоставам ќе стигнам до близко милион или ќе стигнам до милион евра. И следната пола година тоа што го правиме е наместо за кеш, би работел за кеш со еквити, така да ако е бизнис на кој можам значително да им го подарам нивното работење со помош на AI 8 кеш, ќе правиме некоја мало еквити за тие бизниси кои што има смисла. Мислам дека што гледаш потенцијалот. Мислам дека на овој начин ќе стигнем до 2-3 милиона евра со многу мал тим. Да. Па више го има смисла? Има смисла, да. Че сакаш да кажеш кога би ја сменил областа. Што сакам да кажам? Сам да кажам дека многу големо currency или многу голема вредност има репутација што ќе создадеш и има нели имање на добра репутација е, ќе го кажам на англиски, playing the game of capitalism on easy mode. Така да играш капитализам, меѓутоа на easy mode е ставена игрицата, бидејќи се оставил кредити кај многу луѓе. Можеш да им се јавиш, може да ти веруваат, особено ако го земеш са и мојот сервис, не им продавам нешто, не го викам, ако ви направам заштеда, ништо не губи. Ништо не губиш. Дај ми по 50% заштеда, ако не успеам ништо да направам, никому ништо се заминувам. Се заминувам од тога. Да, треба храбар да си у таков момент сепак. Па немаш излез, не треба храбар да се, значи храбар да се да се молиш да направиш на друг начин 1 милион евра, така. Ова е најнеризичниот начин како да стигнеш до 1 милион евра. Можеш да изгубиш време и сигурно некои од проектите што ќе пробаш да ги аплицираш нема да успеат, меѓутоа сега со моќта на вештачката интелигенција, со овие вештини кои ги имам сега, со репутацијата што сум ја оставил кај компаниите, мислам дека ќе направам 1 милион евра брзо. Меѓутоа дај да видиме што е корисно за средношколци, они немаат репутација, немаат, можеби ги немаат тие вештини. Тоа што би ги советувал е да отидат all-in на вештачка интелигенција. Пола година да се фокусираат на изучување на вештачка интелигенција и можеби некој ваков сличен модел да понудат за компании, можеби компаниите би немале доверба во нив. Меѓутоа ако цената на услугата е процент од
од заштедата, тогаш полесно ќе ги Зашто продаат, да, да. Полесно ќе ги продаат првите услуги. Можеби еве како нека биде не знам, нека дојдат на милионер МК, нека аплицираат и Нема да можеби се не милион одбиват, евра да, ќе заштедат, ќе направат, односно ќе заработат 1 милион денари, тоа се 16.000 евра, 16.000 евра и 16 нешто илјади евра, така да од тука па да почнат понатаму да градат бизнес. Да, Меѓутоа, тоа уопште не е малце. Меѓутоа не мислам дека не е невозможно, нормално, меѓутоа не е многу тешко да се стигне до тој милион. Меѓутоа сигурно, од друга страна па можеме да бидеме сигурни дека со работа нема да се стигне до 1 милион евра, меѓутоа со работа, можеби со некој еквити, можеби да успееш да работиш во нека, ако не сакаш да бидеш претприемач, да работиш во компанија од која што можеш после долго време, ако оставиш добра работа позади себе да побараш еквити од компанијата, така да еквити е нешто што ќе донесе до 1 милион, меѓутоа тешко дека со работа да стигнеш до 1 милион. Да. Више кога сме тука, имам неколку прашања на ова прашање да те сврзам. Само да ми кажеш прво, скоцкано уедно, кои се некои вештини што треба да ги поседува еден потенцијален претприемач за да може да го фати патот кој што треба и да има патека, да речем, права што ќе го однесе високо. За патека права појма нема, мислам дека нема формула за поправа да му биде патеката. Кои вештини некои главни се кои што треба да ги поседува? Дали е као вештина е? Што мислиш ти? Ме интересира. Ја во моментов искрено, зависи во која област би се ориентирале младите и би сакале да се ориентираат, иако сметам дека AI е неопходно у било која, значи дали е за најчиство, дали е IT или било што, сметам дека AI е неопходно и сметам дека у иднина AI-от нема да не замени. Тоа е голем дел што се плашат луѓето. Сметам дека нема вештачката интелигенција да не замени, ама сметам дека тие што ќе ја користат ќе имаат многу поголема предност, ќе бидат многу поефикасни, многу поефективни во споредба со тие што не ја користат. Се согласувам со вештачка интелигенција. Кој мислиш да речеме другите вештини што треба да ги поседуваат младите? Другите вештини што треба да ги поседуваат младите според мене се тоа да бидат у тек со стварите, мислам дека е информирани информирани, да како што кажа прејаска на почетокот, да учат нонстоп, да ги интересира да примаат нови знаења, љубопитни да бидат, тоа се некои не се вештини според мене, ама се некои од најнеопходните ствари што треба да ги поседува еден потенцијален претприемач за да може за да биде на правиот пат за успешен бизнис во иднина да изгради или слично. Не да дам одговор, речем ако го избориме карактеристиките претходно нели кажавме како да не успееш, меѓутоа обратно тоа не е карактеристики кои истрајност, љубопитност, желба за учење, за надградување, постојана желба за работа. Тие се како карактеристики многу важни за предприемачи. Ја често го кажувам на моите луѓе, она способност за I'm good at suffering, што значи тоа да не звучи лудо и лошо, меѓутоа можам толку да истрпам и што не сум сигурен дека може некој да ме победи во таа игра, особено ако ја сакам играта која играм, ако ја сакам индустријата, замислија таа комбинација, не сум сигурен дека некој може да ме победи во таа игра, ради истрајност или тоа што сакам да го правам. Меѓутоа као вештини за вештачка интелигенција, ќе се согласам со тебе 100% дека може би број 1 сега во моментов. Вештини да собереш, да привлечеш добар тим за да работиш со нив и да знаеш да работиш за тој тим, лидерски вештини. Сметам дека се многу важни вештини, за продажба се многу важни. Веќе што и да создадеш треба да знаеш да тоа да го продадеш. Од друга страна продажба во насока на ние продаваме буквално по неколку пати во текот на денот, иако тоа не е класична продажба, туку продаваме да се позиционираме добро,
пред се продаваме на факултет пред професорите зашто сме нели колку Да. сме добри, продаваме за да можеме да речеме денеска имаме интервјуа за неколку работни позиции, во дел за интервјуто продавам на кандидатот зашто Да. треба да работи кај нас, така. И он се продава на деня. Он се зашо? продава зашто треба да го вработам, така да вештина за продажба, вештина за вештачка интелигенција. Би сакал да ми кажеш исто така за AI at Work малце повеќе. У моментов ја мислам дека тука у Македонија е нешто што е револуционерно и кажи ми зашто сметаш дека Brainster како едукативен центар е соодветен да донесе според мене оваа револуција во Македонија. Па како барем јас се гледам, не знам како изгледам од страна, меѓутоа е какво мислење имам за нас како организација дека ние сме оние кои ги сетираат трендовите во делот на образование и ние сме оние нели leaders and followers, Да. иноватори и оние Да. што после тоа пробуваат да ископираат тоа што си го направил. Тоа е многу добра позиција затоа што другите стануваат комотни да те копираат. Да. Ти со тоа си секогаш неколку чекори понапред, особено ова е важно за фази кога сме во фаза на иновацијски циклус, односно во фаза на брзи промени. Тогаш многу во нормални периоди да си прв не е голема предност, меѓутоа кога сме во иновацијски циклус да си прв е многу важно, затоа што конкурентите им треба прво одреден период за да сватат дека тоа е тоа што треба да го прават, дека почнат да копираат и си неколку чекори. Понапред со Next факултетот кој го фокусиравме на учење преку работа на реални проекти, на многу блиска соработка со индустријата, со цел да можеме да ги вработуваме студентите, првата генерација на студенти што ни излезе се 100% вработени, втората е на пат нели да не бидат 100% вработени, е огромна конкурентска предност, нешто што другите се уште не го прават. И таму конкуренцијата, да речеме, не само да кажам дека не е лесна, меѓутоа она што ние што го правиме, они се доста далеко, особено тоа ќе биде важно за годиниве кои ни доаѓаат до прва, затоа што очекуваме и тоа го најавивме пред некое време и дури го кажуваме со приватните, со државните факултети го споделуваме ова како наше размислување дека ќе бидат наредните 10 години многу тешки за оние джуниори луѓе кои сега што туку искачаат во факултет за првата работа и за првите неколку работи, така да и во делот на вештачка интелигенција сега се вратам на AI at Work, зашто мислам дека сме соодветни затоа што од почетокот од 2023 година ова активно го размислуваме како да го смениме нашиот бизнис модел, кои се новите потреби кои ќе се појават на пазарот, зашто овој ваков иновативен subscription based бизнис, односно 29 месечно, зашто самообразование, потребни се и LLMs, односно оние AI модели да ги добиваат бесплатно луѓето, зашто е потребно и AI tools, затоа што треба да биде нели еден комплет, треба да му даеме алатка, не само вештини, туку и алатки и LLMs на луѓето за да може да перформираат на работа, односно може да се продуктивни. Човек се појавува на работа, отвара компјутер, отвара мејл и отвара AI at Work. И тоа го користи во текот на денот. Тоа до таму сакаме да постигнеме и тоа мислам дека е револуционерно и затоа и толков број на луѓе и на компании се претплатници, затоа имаме моментално бројката смееш. Смеам се како имаме 2000 корисници и ги затворивме. Индивидуални и компании и меѓутоа ги пополнивме во 20 дена од лансирањето. Сега имаме листа на чекање и листата на чекање во моментов е над 10.000 корисници во моментов чекаат за само 500 слободни места што ќе ги отвориме на 3 ноември. Меѓутоа се надевам дека ќе стигнеме до момент наредна година да можеме да го отвориме ова за сите, се уште не сме таму, меѓутоа полека работиме на случајот, меѓутоа сега за сега интересот е голем и нашето мислење дека е продукт кој тоа е тој продукт што моментално е потреба за да може да перформираат на професионален план во делот на вештачка интелигенција. Кажи ми како гледаш на тоа, во универзитетите во странство имаат правено студии дека има негативно влијание вештачкава интелигенција на когнитивните функции на човекот.
Кажи ми, дали да се секираме уопште дека нашата креативност ќе ја изгубиме ако го премногу користиме AI? Зависи за што го користиш. Исто као зависи за што користиш интернет, зависи за ако користиш интернет за социјални медиуми, најверојатно тоа е тип на активност кој не ни помага многу когнитивно да се развиваме. Можеби на некој, можеби на луѓето од маркетинг па цело време скролаат за да се инспирираат, така да апсолутно и тоа може да биде корисно, меѓутоа ако го користиш за да влезеш во некој луп и постојано само да примаш информации без тие информации да бидат корисни. Истото е и со вештачка интелигенција. Зашто ја користиш вештачка интелигенција? Моето размислување, да речеме, ја како ја користам сега вештачка интелигенција, мислам дека сум поппродуктивен од било кога и повеќе ми е оптоварен мозокот од било кога. Пробувам да направам многу повеќе со алатките што ги имам. Ако се задоволев со тоа што без вештачка интелигенција можев да сработам одреден аутпут, ако аутпутот не ми се зголеми, а сега користам вештачка интелигенција, во првиот сат кога ги завршам тие работи и после што правам наредните неколку сати. Така да сега аутпутот што го вадам е многу поголем. Сакам да ми кажеш каде ја гледаш целата Brainster групација во иднина, односно дали сметаш дека може да биде еден водечки модел за како едукативен центар и дали мислиш дека е време формално образовните институции да земат примери да се адаптираат на барањата што ги има иднината? Апсолутно формалното образование треба да се смени според мене од корен. Така да особено сега со вештачката интелигенција нема друга индустрија во светот која не е променета децении и можеби цел век како што е образованието. Така да тука не можеме да очекуваме големи, огромни промени. А моето размислување за каде може Brainster групација да отиде за колку, за 5 за 10 години од сега. Мислам дека може да станеме најголемата, барем во Европа, образовна институција или образовна еду компанија која ќе има најголем позитивен импакт на луѓето во државите во кои ќе работиме и ако не го направам тоа за 10 години, најверојатно не сум бил доволно добар предприемач. Петар, тоа е од прилика денеска што беа прашањата што ги имав за тебе. Имам прашање уште мал милион да направам и тука можеме комотно да седиме долго време. Претпоставам дека распоредот ти е фул тебе, така да не би те задржувал многу. Сакам да ми имаш упредвид, сакам да доеш пак на NU Stars. Сакам за AI at Work да правиме муабет, за Милионер МК да видиме што ќе се деси до крај. Ме интересира која ќе биде идејата, да видиме дали навистина сметаме дека вреди милион денари и не знам, тоа е тоа од мене. Фала ти Горен. Ја уживав во одличен разговор, разговор. да ме врати назад со некој прашање назад за 10 години, така да ти благодарам и тебе. Фала ти уште еднаш. Тоа е тоа, дечки. Се гледаме во наредната епизода од NU Stars. Тоа е од мене за предприемништво и бизнес. Поздрав!